Но кога сме кај храната и кај здравјето, Тања, вие се грижите на еден поинаков и различен начин. Време е на сезонски вируси, настинки, но имате современо решение. Споделете ни повеќе за истото. Па во суштина, наместо да го оптеретуваме организмот со било какви не велам дека не треба суплементи. Меѓутоа, во овој период да избегнеме користење на антибиотици, да има отежното функционирање заради силни воспаленија. Ние најдовме начин, мора да кажам, оваа година многу пофункционално и многу побрзо решение за вирозите. Вирусот од секогаш бил попроблематичен за третирање, меѓутоа оваа година најдовме како имунолошкиот систем точно да го препознае, во моментот многу брзо да реагира на симптомите предизвикани од вирози. Вирусот нема да исчезне, меѓутоа ќе го поминеме буквално како да го немаме, реално. Нашата корекција на овој проблем е само со давање на клеточни сигнали, кои што точно ќе дадат инструкција на нашиот комплексен организам и систем како нормално да функционира. Интересно. А како да го запреме старењето, доктор Тања? Може ли, има ли? Тука сме 5 жени во студиото, секоја е различна генерација и сите сакаме да бидеме вечно млади. Тоа ни е најзабавната тема кај нас во нашата клиника. Да. Верувајте, направивме големо истражување што се случува на тема анти-ејдж, подмладување, ревитализација. Како што спомнав, пред да започне емисијата, во Америка минатата година се потрошени 80 билиони на анти-ејдж програмата. А замислете, на кардиоваскуларни проблеми и онколошки терапии потрошени се околу 25 билиони. Која е разликата? Значи, малтене луѓе повеќе сакаат да изгледаат добро. А знаете што? Ама и тоа не е ни лошо. Зошто? Затоа што сме имале онколошки пациенти кои што наместо да се фокусираат на тоа дали сите метастази ќе се повлечат и колку и дали им е лошо, пример, кај нив сме третирале да не им опадне косата. Да, за жал. Знаете тоа колку убаво им делувало? Напротив, кога ќе се види дека личи... И самиот фокус ќе се пренамени и ќе се пренасочи кон нешто што е сосема конструктивно, наместо да западнат во некаква депресија или лоша ментална состојба поради заболувањето. И тие пациенти не се најдобри. Да, таков пациент кој што јавно проговори беше сопругата на нашиот извонред Антони Михајловски, каде имате помогнато да сето тоа се надмени и преброди. Ви благодарам за тоа што јавно и таа го сподели и вие ни го споделивте.